Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВК Новодвис, а се разбира и ваша вечерашна гостинка преку оваа емисија, во емисијата 15 минути со е господјата Зорица Масникоса Поптрајкова, професор по физика во Средното општинско училиште Димитар Влахов. Господјо Поптрајкова, може само Поптрајкова? Може, да. Добро вечер, добре дојдовте во оваа емисија. Добро вечер и од мене. Најпрво ви благодарам за поканата и што одвоивте време, да споделиме некакви си информации кои што беа актуелни во изминатиот период. Така. Тие информации се однесуваат на еден настан кој се случи минатата недела, ако не се лажам, со интересен наслов кој за мене беше Шпанско село. Тој наслов е хакатон, надпревар кој се случи токму во училиштето во кој вие предавате. Што е хакатон? Зборот хакатон во превод би било изнаоѓање на хардверски и софтверски решенија, меѓутоа може да се толкува исто така и како надпревар, затоа што самиот тој 48 часовен хакатон се сведуваше на надпревар меѓу учесници. Така, добро. Самиот збор тоа значи? Или? Да, самиот збор, да. Изнаоѓање, надпревар, всушност надпревар означува, да. Изнаоѓање решение за одредени проблеми. Проблеми, да, за одредени предизвици. Така, добро. Да се влезе во една ваква приказна, треба да се има амбиција, треба да се има љубов и треба да се има верба. Во право ли сум? Тотално сте во право. Ова започна многу интересно, така што претходната година учествувавме јас и колешката Костадинка Тушева од нашето училиште на NASA Space во Скопје се организираше и имаше доста учесници и освоивме трето место. Како училиште? Како училиште, да, се издвоивме и освоивме трето место и почна да се одвиваат работите, така што имаше од самиот НАСА, пошто НАСА Space е како подорганизација во партнерство со познатата НАСА, која што сите знаеме, нели, Американската агенција за вселенски истражувања, имаше повик кој сака да се пријави за локал лид или во превод локален лидер, да се издвои град, еден град, за да може да се одржува, уште еден град, за да може да се одржува и таму хакатонот, односно надпреварот. Јас се пријавив, тоа траеше неколку месеци, имаше формуларче, имаше некаква процедура, да. Сето тоа се сведуваше, значи комуникацијата беше строго на англиски јазик и во јуни, некаде на крајот на јуни, добив на мејл дека ете јас сум ги поминала тие, да кажеме, тестирања и сум локален лидер на локација Струмица. Беше тоа за вас неочекувано? Во прв момент бев изненадена. Сакав се да прелистам, да видам кои се следните чекори, што треба да се сработи, на кој начин ќе се одвива, пошто од една страна друго е кога си учесник и се ти е средено, одиш учествуваш, се надпреваруваш и ти си фокусиран на предизвикот, не си фокусиран на самата организација. А сега од овој агол ако гледаме, значи овде треба освен логистичкиот дел, треба значи да си вметнат во сите процедури, во секој дел од самата организација. Оно што го прочитав некаде, пак не ми е јасно, вие се изборувате, но мене не ми е јасно и не мора се да се знае, нели, доволно е да се биде љубопитен, а вие ќе ми одговорите, претпоставувам, до крајот на емисијата ќе ми се разјаснат некој нешто. Прочитав некаде дека таквиот надпревар се одржува, речеси, во целиот свет во исто време, во колку земји? Отприлика во околу 162 земји. Предходната година имаше вкупно пријавено околу 28
8.000 учесници. 28.000. учесници, да. Браво. И еве за прв пат нели помини кај нас и од Струмица имавме плюс 30 учесници, го зголемивме бројот. Браво, браво. И тоа претпоставувам ќе расте, интересот за хакатонот ќе расте се повеќе и повеќе во свет. Да се надеваме, значи, Па и кај нас. Да, ова е можност за сите ученици, еве и студенти, секогаш може да се најде начин, нели, ние нон-стоп читаме нешто на интернет, значи по портали, и нон-стоп смислуваме некакви се решенија, и нон-стоп нешто не интересира, меѓутоа, ова е еден начин каде што може да го искажеме своето знаење, односно да се фокусираме на дадени проблеми и да пробаме да ги решиме тие проблеми. Така. Минатата сабота се одржа тој хакатон во вашето училиште, во Средното општинско училиште Димитар Влахов, и тоа е за прв пат надвор од Скопје да се одржа еден ваков надпревар во нашава земја, нели? Да, за прв пат, да. Така. И како помина, дали според она како што вие замислувавте, дали организаторите беа задоволни од сето тоа, дали учесниците беа задоволни? Надпреварот, односно хакатонот помина подобро од очекуваното, зошто? Затоа што учесниците беа максимално посветени на своите предизвици, значи постои платформа која што веќе е затворена таа платформа, на која што се аплаудираат, се стават нивните решенија во вид на видеа, значи во вид на презентации, во вид на слики, и тоа се работеше 48 часа. Нормално тука беа вклучени и ментори од нашето училиште, од Димитар Влахов, каде што максимално беа посветени, и платформата си трае 48 часа и потоа таа платформа се затвора. Толку е, значи кој стигна, кој завршил, кој не завршил наредната година. Така. Надпреварот помина онака како што треба, и онака како што треба поминаа резултатите од овој хакатон. Средното општинско училиште го освои второто место. Да, нашето, јас сум горда, затоа што го земавме второто место со тимот Липолитика. Станува збор за интересен предизвик во категорија Create on Challenge, или направи свој предизвик, сами од себе да си креира предизвик. Станува збор за еден, кога се оди во Вселената, нели, урината која што изфрламе да се користи како производ неколку пати со тоа што минува низ разни процедури. Да се прима како храна. Како храна, да, како храна. Првото место кое што се пласира веќе оди на глобално ниво, значи во конкуренција за да оди на Флорида, баш на НАСА. Ќе се знаат резултатите во јануари, ќе бидат истакнати. Првото место стануваше збор за ровер кој што треба да слета на Венера, истестиран. Температурата на Венера е 462 степени Целзиусови и тука не може да се користи топличко. Бога ми многу топличко. Да, не може да се користи батерии за тој ровер и мораше да се смисли некаков си друг механички систем за да може да опстане. И инаку првото место беше од ученици од училиштето Климент Охридски од Охрид. И третото место во категорија On the Way to the Sun, значи на пат кон сонцето, беа ученици од Велес со интересна презентација што би се случувало кога би се наоѓале метафорички, нели, кога би се наоѓале на сонцето, кога би биле на сонцето. Да. Јас знам што би се случило. Добро. Три интересни теми, тоа беа трите теми за наградени, да, наградените теми, да. А темите беа повеќе? Повеќе имаше, да, имаше 7 теми. И имате вие слобода да избирате од тие 7 или 10 теми, ги избирате? Да, значи си има во самиот... Се извинувам. Колку време пред тоа ги дознавате темите? Темите се дознаваат на лице место на самиот надпревар. Тие работат, да, меѓутоа не е отворена платформата, судиите, пошто си имаше назначено судии, тоа се луѓе кои што работат на факултети од Скопје и тие во самиот момент на самото презентирање ги дознаат темите.
тоа е многу интересно. За да оди транспарентно, да. Апсолутно, апсолутно. И така беше и во целиот свет. Некои се напребаруваа во живо, некои онлайн, претпоставувам, така? Да, значи имаше да бираме во самата платформа, постоеше можност да избереме дали да оди физички или онлайн. И сега секој локален лидер се избира на кој начин би се одвивал хакатонот. Така. И на овој натпревар обично учествуваат ученици, студенти, млади предприемачи, така? Да, така. млади луѓе едноставно кои што имаат креативни решенија, кои што се посветени или се работеле предходно, но еве сега постои можност за да го искажат своето знаење. И да го кои пласират. пројавуваат интерес. И кои, да, за се разбира, секако мора да пројават интерес за одредена тема. Супер, супер. Бројките што не ги кажавте, само докажуваат колку интерес има во светот на за Вселената, воопшто, нели, за она што го работи НАСА. Она што ме интересира, која е целта на НАСА да организира ваков хакатон? Што е она што НАСА го сака? Многу интересно прашање. Јас како лаик го поставувам ова прашање и претпоставувам сепак дека е интересно, да. Значи, научниците кои што се таму се тотално посветени, максимално посветени на одредени решенија, но во одредени моменти не можат да изнајдат конкретни етапи од самото решение и добро е да ги вклучат сите други учесници од светот. Да. Станува збор за млади деца, станува збор за студенти. Знаете, кога ќе се фокусираме на одреден проблем и работиме перманентно на тој проблем, забораваме на ние други. забораваме на одредени други и кога ќе ни се појави некоја друга одредена идеја која што може да го реши проблемот и ние велиме да, тоа е тоа што ни фалеше цело време. Така. На крајот на криштата ние може да кажуваме колку што сакаме дека сме најпаметни на светот, но секогаш има нешто повеќе од тоа, нели? Да, баш така. Значи собираат решенија идеи од разни собираат идеи, собираат решенија, баш пред неколку недели читав стануваше збор за едно дете од 13 години, работеле астронаутите на некој проблем и заглавиле и детето им се јавува, им кажува, бе вака и вака, може да се реши проблемот, стануваше за некој ровер да се испрати, сега да не влегувам во детали. И како нас не ни текна. Значи, во суштина, многу било едноставно. Тоа е целта на целиот овој, да кажеме, светски хакатон. Супер. Вие во очите ви се гледа дека сте презадоволни од она што поминало. Што понатаму? Продолжувате понатаму, до следниот хакатон? Да, понатаму имаме стратегија да продолжиме. Јас мора да изразам голема благодарност до директорката на нашето училиште, која што ја овозможи оваа локација. Понатаму до градоначалникот на општина Струмица, и тие беа вклучени во целиот овој процес. Практично финансиски го овозможија да. Целта е едноставна за понатаму стратешки да направиме, како што беше и на од самата НАСА доделена Make a Space, да направиме планета, значи да создадеме нешто ново. Така да ние стратешки се движиме во таа насока, да имаме поголем број учесници и еве апел до сите кои што сакат да се вклучат, нека ги погледнат на самата платформа, ќе стојат тие решенија, значи ќе постојат таму со видео со се, нека видат што се случува како идеја, нека ги разгледат категориите кои што ги поминале и нека се вклучат максимално. Супер. А јас вам ви посакувам да ви остане љубовта кон оваа работа, да ви остане амбицијата и сите нешта кои се потребни за успех. И ако годинава го освоивте второто место, дај Боже следната година да бидете први и заедно со екипата да заминете на Флорида, малку една убаво доживување. Но, ајде малку за физиката. Професор, по физика, колку денес младите генерации пројавуваат интерес, вашите ученици пројавуваат интерес кон вашиот предмет? Со текот на годините, значи, часовите планирани по предметот физика значително се намалија и во тој дел малку сме
се трудиме да одржиме дополнителни додатни настави за да може да го разбудиме интересот кај учениците. Има дел од учениците кои што сами си бараат, меѓутоа има дел кои што едноставно не Еви и во моментот и во Скопје, да кажеме, на Институтот за физика, мислам дека имам информација, има запишано околу 20 студенти, што е само 20 студенти. Многу е поразително, да. Се надевам дека со самата со таа додатна настава, со таа дополнителна настава ќе разбудиме кај нив некој интерес за да може и понатаму, пошто физиката е сепак природна наука. Така. И е дел од секојдневниот живот. Така. Се она што го правиме спаѓа во, вака да се изразам лаички, во Но вашите физиката. ученици, колку ги интересира физиката кога ќе ви дојдат на час? Колку се кооперативни, колку соработуваат? Зависи... Од сега се некои нови времиња, чудни времиња, младите се поинакви од она време кога ние бевме млади. Да, доста работи се променија, но можам да кажам зависи од темата која што се работи на часот. Дел од учениците се вклучени во одредена тема, дел од учениците се вклучени во друга тема. Онаму каде што, ако станува збор, пошто кај нас има здравствена струка, биофизиката доста им лежи и нив тоа ги интересира. Сега, остатокот од темите за движења, едноставно мислат дека не им е потребно, но сепак треба да се помине. И тука малку вложуваме повеќе труд. Јас се надам дека нештата ќе се променат и ќе си дојдат на свое место. Мора да се каже, мора да се констатира дека во последните 15 на 20 години Средното општинско училиште Димитар Влахов достигна едно многу повисоко ниво за разлика од порано кога сите велевме, добро, тоа е земјоделското, нели? Се должи тоа на активностите, на ангажманите на вашите директори, со нови паралелки, со нови сектори, ако можам така да кажем. Но, веројатно е потребно и една убава кохезија помеѓу вработените, да се живее како едно семејство. Во што е тајната на успехот на вашето училиште? Соработуваме сите заедно, учествуваме на... Нема тајна, значи едноставно секој од нас си го знае каде може да биде најдобар. И таму оди, во тој дел оди. Учествуваме на доста надпревари, јас сум веќе еве таму 13 години. Секоја година малку се стишија работите со ковидот, меѓутоа еве пак се враќаме сега во нормала. Секоја година носиме ученици на народна техника, секоја година носиме, зборам за целиот персонал, носиме надпревари на биологија, на одредени регионални надпревари, републички и така натаму. Едноставно, сето тоа не исполнува. Супер. И нека ви исполнува и понатаму, не само во тие стручни предмети, дури знаете, добри години наназад, активни театарска секција со добри представи, со награди и така натаму, одлично училиште во секој случај, подновено, со спортска сала, со сите услови, со кабинети. И се надевам дека учениците се повеќе и повеќе ќе пројавуваат интереса да бидат дел од Средното општинско училиште Димитар Влахов. Господа Поптрајкова, тоа беше се што имав да ве прашам. Јас ви благодарам за учеството во емисијата 15 минути со, но се надевам дека ќе имаме и други поводи. Ако ништо друго, на следниот хакатон повторно да се видиме. Ви благодарам за учеството. Благодарам и на вас. Еве, до година да имаме поинтересна тема, одење на Флорида во НАСА. Дај Боже, нека биде така. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издање на оваа емисија. Довидување.